Добра вечер, почитувани гледачи. Централен дневник на КТВ, а во него ќе гледате. 15 камиони со вода и органи, перници и бебешка храна денеска како донација тргна од Кавадарци кон Турција. Градоначалникот Јанчев на работен состанок со представници од УСАИД вчера одржа средба со министерката за труд и социјална политика. Ново детско игралиште во село Сопот. Утре ќе заседава Советот на општина Росоман. Советниците ќе се обидат да го изгласаат општинскиот буџет за 2023. Тоа се дел од содржините што ќе ги гледате вечерва во дневникот, а започнуваме со веста на денот. 15 камиони со вода и органи, перници и бебешка храна денеска од Кавадарци тргнаа кон погодените подрачја од катастрофалниот земјотрес во Турција. Станува збор за донација од компанијата Кожувчанка, Фондацијата Никола Јанчев и почесниот конзул на Турција во Битола, Ајдован Адемовски. Најбрз што можеме да се организираме. Денеска заедно со почесниот конзул со седиште во Битола Ајдован Адемовски и со компанијата Бас Тути Фрути од Скопје и Кожувчанка организиравме 15 камиони товарени со вода, некаде отприлика над 350 литри вода или околу 220 единици од литар и пол, која што е неопходна за настраданите во самиот земјотрес во Турција. Камионите се донација комплетно, 5 камиони се донација од Кожученка, 5 камиони се донација од почесниот конзул, господин Ајдован, и 5 камиони се донација од Бас Тути Фрути компанија. Ова е само една подршка наша и морална и материјална за повредените и настраданите во делот на земјотресот во Турција, за нашиот братски народ турски. И нема тука да застанеме ниту како компанија, верувам дека и како конзулат и амбасада во Скопје ќе направиме максимални напори да тие луѓе му возможиме да се нормализира животот во настраданите места во Република Турција, затоа што ние сме сведоци дека Република Турција, сега што Република Македонија излегувала во пресрет во многу наврати и како општина имаме добира многу донации, меѓутоа и како народ сме близок народ. Јас сакам тука денеска да изразам благодарност и до господинот Ајдован и до компанијата Бас Тути Фрути и до Кожученка, меѓутоа и до едно сочувство за сите настрадани жртви во Република Турција, на оние кои се повредени побрзо закрптување и нормално и нашите луѓе кои се пратени таму во име на градоначалник како пожарникари да успеат да спасат некој човеков живот, со тоа за да можеме да постигнеме едно добро. Природата е тоа кое што не може да предвидиме, меѓутоа ние како луѓе живи и со можност да помогнеме, нека биде апел и повик до повеќето компании, до сите луѓе кои што може да помогнат на било кој начин материјален, за тоа што ова е катастрофа од еден поголем размер, кој што верувам дека никој не би го сакал да го преживее или почувствува. Сега сакам да се благодарам на градоначалникот што уште на првиот повик рече и јас ќе се учествувам во сви овој проект. Познавајќи го господин Митко, му благодарам во тој аспект. Настраданите во моментов вистина е жална и трагична ситуацијата на подрачје кај што се настрадани од прилика офатено е 13,5 милиони жители, 10 градови, така да до овој момент можда над 10.000 мртви има, не се знае колку повредени ќе бидат, така да има голема потреба од секакви работи, пред се вода. Еве ние со овие камиони испорачуваме и бебешка храна, испорачуваме 5.000 јоргани и 10.000 перници. Има потреба од грејни тела, има потреба од капи, шалови, пошто и за несреќа и температурата е многу ниска, така да ние како македонски народ и турскиот народ сме братски народи, ние правиме се што можеме да направиме да помогнеме. За жал, животите назад не може да се врата, но да спречиме поширока катастрофа и ние како Македонија се што ќе можеме да помагаме, ќе помагаме.
Градоначалникот Митко Јанчев одржа работен состанок со представници од УСАИД во склоп на проектот за зајакнување на капацитетите во општините во кои општина Кавадарци е партнер, информираат од кабинетот. На истиот се разговарало за зајакнување на кадровските и институционалните капацитети на општината со цел да се постигне повисоко ниво на транспарентно работење и подобар сервис на граѓаните на општина Кавадарци. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска вчера беше во работна посета на градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Од кабинетот на Јанчев информира дека се разговарало за досегашната соработка помеѓу Министерството и општината во делот на функционирањето на градинките и можностите за проширување на постоечките објекти, како и овозможување на подобри услови на дечињата од предучилишна возраст во селата Дреново и Сопот. На средбата се разговараше и за изградба на домот за лица со посебни потреби, кој веќе е дел од програмата на владата, а во присуство на пензионери од Кавадарци стана збор и за изградба на старечки дом и можностите за вклопување на Сдруженијето на пензионери со содржини за нив, стои во информацијата од кабинетот на Јанчев. Утре, почнувајќи од 8 часот, па во текот на целиот ден ќе се врши прекоп на улицата Гоце Делчев на потегот од гимназијата Добри Даскалов кон улицата Вишешница. Ова значи дека сообраќајот ќе биде прекинат, но само на делот на улицата Гоце Делчев од раскрсницата со Пано Мударов до раскрсницата со улицата Вишешница. Возилата кои се движат по улицата Пионерска спрема Мито Хадживасилев, Јасмин и Вишешница ќе можат слободно да се движат, се вели во известувањето од локалната самоуправа. Ново детско игралиште во село Сопот. На игралиштето беше поставена гумена подлога, монтирани нови детски реквизити, нова урбана опрема и заштитни огради, пошто истото и ќе се озелени. Изведуваче АС машини Доел Кавадарци, се вели во информацијата од локалната самоуправа. Утре од 11 часот седница на Советот на општина Росоман. Советниците по втор пат ќе се обидат да го изгласаат општинскиот буџет за 2023 година. Утре со почеток од 11 часот, Советот на општина Росоман ќе одржи 20-та редовна седница. На предложениот дневен ред има 4 точки, а сите се поврзани со општинскиот буџет. Имено, првата точка е предлог буџетот за 2023 година, кој во првиот обид на крајот на минатата година не беше изгласан, па заради тоа општината е ставена во фаза на временно финансирање. Втора точка е предлог одлуката за извршување на општинскиот буџет за 2023. Третата е предлог одлуката за утврдување на вредноста на бодот на платите на државните службеници и четвртата е буџетскиот календар за 2023. Сепак, можно е советниците пред почетокот на седницата да додадат, односно изземат некоја точка од дневниот ред. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, заедно со директорот на Бирото за јавна безбедност Сашо Тасевски и шефот на кабинет Митко Бојмацалиев, синоќа во Демир Капија, оствари работна средба со полициските службеници од пунктот за борба со илегалната миграција и криумчарење мигранти, во кој работат и делуваат полициски службеници од повеќе организацијски единици во склоп на оперативната акција Рефлекс. Ова вечер сме на еден од безбедносните пунктови на македонската полиција овде во Демир Капија и тоа е дел од активностите кои ќе ги преземаме заедно со директорот на Бирото за јавна безбедност и со началникот на регионалниот центар за гранични работи Југ за контрола и проверка на работните активности кои што се дадени во оперативниот план, конкретно во делот на спречувањето на илегалната миграција, што е исклучително голем предизвик не само за државата, туку предизвик и генерално за светот и за Европската Унија. И мислам дека еден од приоритетите по кој што работиме токму илегалната миграција е нешто што во подолг временски
период многу посветено. Работиме заедно со колеги од повеќе европски држави на заедничка билатерална акција и на обезбедувањето на јужната граница, меѓутоа и во внатрешноста, заради тоа што и спречувањето на илегално влегување во државата, меѓутоа и откривањето на кријумчарењето на мигрантите е една од главните работи. Сакам да се заблагодарам во оваа прилика на сите колеги кои што доаѓаат од Полска, Чешка, Словачка, Унгарија, Словенија, Хрватска, Србија, сите кои што се во оваа билатерална мисија повеќе години за активностите кои што ги спроведуваат заедно со македонските полициски службеници, за успесите кои што ги имаат, за тоа што направија на вистина Република Северна Македонија да биде држава која што е со ниво на одлично справување со спречување на илегален влез и држава која што во последниот период има зголемување, значи 2022 година завршуваме како година со 100% зголемување на откривачката дејност во делот на илегалната миграција. Така да, навистина и вечерва тоа што ни го презентираа колегите кои што работат директно на терен, укажува на фактот дека посветеноста, целите задачите кои што се зададени пред македонската полиција се остваруваат со темпо кое што гарантира безбедност на државата и на целиот овој регион. По зачестените контроли на возачите, МВР спроведе акцијска контрола и за пешаците. Биле санкционирани 197 пешаци. Во текот на вчерашниот ден, во периодот од 8 до 12 часот, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Република Северна Македонија за санкционирање на прекршоци што ги прават пешаците. При контролата санкционирани се 197 пешаци, од кои 175 за небезбедно преминување на улица надвор од пешачки премин. За време на контролата регистрирани се и 49 останати прекршоци. Засилените сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи. Пешаците да го минуваат коловозот на обележан пешачки премин, затоа што непочитувањето на сообраќајните правила ќе биде санкционирано. Сите заеднички со почитување на правилата мора да придонесеме за побезбедни сообраќајници. Продолжуваме со информација од спортот. Евроникел ќе го одигра дербито со ТФТ и екипата на Јан Бор ќе го одигра дербито со Шкупи во борбата за позицијата број 2 на табелата. 15-тото коло од првата машка кошаркарска лига носи два дерби над превара. Работнички во обидот да се рехабилитира од поразот од МЗТ на домашен терен, но без публика, го пречекува Гостивар. А во обидот за што подобар висок пласма на табелата, во Кавадарци во сабота од 17 часот во салата Јасмин, Евроникел ќе го пречека ТФТ. Двете средби се играат во сабота, а во сабота уште ќе играат и Чаир Кожув, Куманово Феникс и Струмица Пелистер. Во понеделник својот надпревар ќе го одиграат ФМП и МЗТ. Во првата женска кошаркарска лига група Б на програмата се средбите од 14-тото коло во кое ќе се сретнат. Во сабота Куманово Пелистер и во дербито за позицијата број 2 на табелата во салата Партизан. Во сабота од 13 часот Јан Бор ќе го пречека Шкупи. Во недела ќе играат Ринија Спортим Неготино и Гостивар Пониква, а во ова коло слободен е лидерот Патриот.
И утре не очекува ладно време, прогнозата вели наутро многу студено, преку ден сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб ветер од променлив правец, температурата од -9 до 6 степени. Во недела ќе има зголемување на облачноста и услови за провејување на слаб снег на планините и на повисоките места. Од понеделник времето ќе биде стабилно со пораст на утринските и дневните температури. Тоа беа содржините во дневникот на КТВ. Имајте пријатни мигови со нашата програма.